Благодарам, председателе, иако пред да излезам на говорница, веќе вие се оправдавте со ова што го дозволивте на колешката, но сепак, иако таа не се повика на ниту еден член од деловникот, а должност е на секој пратеник која ќе побара процедурална забелешка, прво да се повика на член од деловникот. Јас не знам дали колешката Лолита Ристова тука имаше збор по однос на овој закон, но дефинитивно оваа процедурална забелешка ја искористи да ни објасни што тие немало да направат. Па јас ќе ја објаснам сега што вие се направивте, колешки. Минатата година пред завршетокот имавме ребаланс на буџет за 2020 година. Ниту еден амандман не прифативте и велевте дека не сте го прифатиле или не биле добри, или че имаме близу буџет и така натаму. Следуваше буџетот за 2021 година, во кој што најголем буџет беше 4 милиарди најголем буџет. После донесувањето на тој буџет, вие не задолживте 90 милиони евра за здравство, 46 милиони евра за земјоделие, 70 милиони евра за брз автобуски превоз, а Шиле го ветуваше трамвај во Скопје, не брз автобуски превоз. 21,5 милиони евра за основно образование. И конечно во петокот 500, а сигурно ќе стигнат до 1 милиарда за нов клинички центар. Затоа ве молам, немојте да злоупотребувате процедурални за да кажувате што вие ќе направите. Вие најитно што треба да направите, особено со овој последниот петти пакет на мерки кој што месеци го чекаат граѓаните, економијата во државава, на која патем со претходните 1,2 милиарди евра требаше да им ги дадете на економијата, вие и дадовте само 350 милиони евра, колешки. Каде се парите? Прва и основна ваша задача е да стопирате пандемијава. Вакцини немаат. Што им кажувате на луѓево? Се подготвувате за избори, за класичен предизборен подкуп. Тоа е мојата дефиниција за овој закон денес, за кој што дефинитивно вашата нервоза се повеќе се зголемува затоа што ве разобличуваме. Ова е закон за повторен предизборен подкуп и манипулација. Со закон во претходниот мандат им ги простивте долговите на општините, сега го правите на некој поинаков начин, сметајќи дека сте мангупи, далеку сте од тоа. Вие сте класични криминалци, мафија. Како што го злоупотребувате процедуралното од оваа говорница, така и се друго правите. Благодарам.